математика ќе биде на малку поинтересен начин. Вие знаете дека ние нешто си почнавме на интересно да си решаваме задачи со размислување малку пообширно, по-логичко, па така и денешната цел на часот. Значи ќе ни биде да го збогатиме нашето логичко размислување, односно за да можеме лесно да решаваме задачи по математика, многу е битно да знаеме логички да размислуваме, да се трудиме да размислуваме логички. Ќе почнеме со едно наставно липче за работа по групи, каде што ова значи го имаме ние работено. Ако се сеќавате на таа активност, каде што една буква треба да заменува бројче, паметите дека работевме. Ете така, ќе имаме сега една таква активност, каде што секоја група ќе добие по едно липче. Што очекувам од вас на липчето да направиме? Со помош на овие шаблончиња, или една буква, дека означува еден ист број, да ја замените буквичката со бројот, но при тоа да размислите на кои можни начини може да се дојде до резултат. Я 1 плюс 3, 4 минус 3, 4. Готови да ми објаснат како дојдоа најлесно до решението. Ќе почнеме од Дамјан, може? Да. Првата задача да видиме како најлесно дојде до решението и ги замени буквите со соодветна бројка. Што прво искористи Дамјан за решението? Што ти беше најлесно? Значи број собран сам со себе да го даде истиот тој број. Тоа е бројот 0. Така најлесно Дамјан дојде до овие букви. Буквата Д дека е 0. Друго што искористи Дамјан? Бројот буквата Б ја замени со бројката 4. Зошто? Зашто буквата А е... Значи зошто Б? Аха. 2 плюс 2, 4. Број собран сам со себе да ти даде 4 и до него 4 и 4 8. Добро, како дојде до буквата Е, кој број? Е бројот 3. Така, затоа што 4 плюс 3 е 7. Така. И бројот 5, а е бројот 2, а Е бројот 5. Добро, браво за Дамјан, значи уме да ни објасни како најлесно ги замени буквите. Ајде да видиме другиот Дамјан Јовчевски, како дојде ти до вториот резултат, Дамјан? Најлесно е дека 5 минус 4 еднакво на 1. Така, буквата Ф ја замени со 4. Така, и овдека пишуваме 4, секаде каде што има буквата Ф. После? Бројот 3 Минус? 3 минус го замени Е за 2 и го добив Е. Ете, значи секаде каде што има буква Е, го ставаме бројот 2. Сега ни се отвори друга можност. 8 минус 2. 8 минус 2 е 6. Така, добивме дека буквата Б е 6. Буквата А? Буквата А е 4 минус колку е 4? е 0. 0. И како откри дека, односно кој број го замени со буквата С? Од доле нагоре по собра и го добив Бројот? го добив бројот 6. Значи, кој број го замени на буквата С? На буквата С го замени бројот 3. 3 и 3, 6. Кој број собран сам со себе ќе ни даде? Е внимателно влез-излез машината. Забележувате две машини, прва и втора. Во првата колона, во оваа машина, влегуваат одредени бројчиња.
Потоа кога излегуваат, стрелката нагоре ни кажува дека излегуваат некои бројчиња во втората колона. Тие бројчиња се поразлични од првите. Ајде да размислиме сите заедно што се случува со машината кога внатре ќе ставиме бројчиња едни, а излегуваат други. Која функција мислите дека се случува во машината? Дали нешто се собира, се одзема, се множи или се дели? Што се прави во машината за да од бројот 53.214 излезе 53.238? На линчето слободно пишувајте, шарајте каде сакате, умеете да откриете што им се случувало на бројчињата за да произлезе втората колона од машината. Јасно? Прашања? Каде сакате од траво? Значи, споредете ги првите бројчиња со вторите, има ли некој што се поводи? Треба и таму да се отиде. Дека е 8. Каде? Едното. Това е резултат. О, една помня подзрана. Чекай. Запишуваме разгоре гена 7 плюс 9 е 7 плюс 9 16. 6 запишуваме. Првата машина, што открихте, Бојан, вие? Дека секој број излизува 20. Од првата колона се зголемува за 24. Ако тоа го направите сите, Дамјан, ќе видите дека сите бројки од првата колона се зголемуваат за 24 и се добива втората колона. И функцијата на оваа машина е собирање, односно додавање на бројот 24. И функцијата собирање. А што се случи со втората машина? Да видиме Ангела да ни каже. Што се случи со втората машина, Ангела? Наставничка е само се додаде машина само се додаде бројот 8 на првото. Сите се Кој Дамјан? бројот 16. На третото? 24. На третото Дамјан претпостави дека ќе биде 24. Зошто? Затоа што забележа дека се качува од 8 плюс 8, 16, па си позамисли, плюс 8, 24 и за четвртата мисли Дамјан дека ќе биде 32. Така дека секој најден број што се додава е за 8 поголем од претходниот. И ова нели вклучува големо логичко размислување од вас. Се зачудува со познатиот правоаголник од 3-4 минути да најдете што е можно повеќе бројни изрази кои што ги има во табелата, нели знаете со соседните правоаголничиња. Собирок, збир или намалител, разлика. Собирање или одземање. Уште 3 минути имате? Ајде, пресора се слушајте. Вие? Има ли некој повеќе од 8 изрази? Значи парот, Ангела и Дамјан составија најмногу бројни изрази. Дали може да слушнеме кои се нивните бројни изрази? Ако им се точни, значи од сите групи победници ние таа група, односно тој пар. Да ги слушнеме, може? Ајде. Читајте, Дамјан. 103 изрази им беа точни, но Дамјан тука умееше сигурно со Ангела заедно да се снајде, да се искористат еден бројен израз, да го свртат наопаку, така? Односно, резултатот да го соберат со намалителот и да го добијат намаленикот, па така си создадоа изрази со собирање и одземање. Имам бројче. Евгенија. Марко. Дамјан. Остачка ли гледам? Да. И кажете ми сега кои бројчиња ги излековте. Поред. Милан? 8. Кажете ми вие кои бројчиња ги излековте. Поред. Дамјан? 1. 1. 2. Добро. 7. И 5. 4 цифри, 5 цифри. Што е следната вежба? Со
да составиме 4 цифрен број. Со вторите 5 цифри да составите 5 цифрен број. Така што, кога ќе се соберат тие два броја, да се добие најголем збир што може да постигне. 8 по 4 е 12, 2 пишувам, 9 памтам, 9 плюс 5 е 14 и 1 што помнам 15. 5 пишувам, 1 тука помнам, 1 Двете групи, кај Милана и кај Бојан, добиле подеднаков резултат, бидејќи искористиле нешто во нивното размислување за да го добијат највисокиот збир. А што е тоа, Евгенија, што вие го употребивте? Како дојдовте до највисок збир? Снечке, почнавме од најголемите цифри. Истото се случи. На крајот на часот на табла ја ставите неливчиња за рефлексија, односно за ваше размислување колку сте вие задоволни од часот. Имаме 2-3 минути време да напишете што правевте денес, како се чувствувате, што научивте и како наученото можете да го примените. Кој има одговор на прашањава и кој сака, слободно опуштено да излезе пред табла и да пишува коментари.